Председателот Ѓорѓе Иванов денеска му го врачи мандатот за состав на влада на Република Македонија на Никола Груевски. Председател на политичката партија ВМРО-ДПМН соопшти кабинетот на македонскиот председател. Рокот кога председателот Иванов требаше да го довери мандатот за формирање влада на кандидат на партијата, односно партиите што освоја најголем број мандати на предвремените парламентарни избори, одржани на 11 декември минатата година, беше до денеска. Деветиот македонски парламентарен состав, кој има 120 народни избраници, се конституираше на 30 декември минатата година. Најмногу пратеници има коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, односно 51. Коалицијата предводена од СДСМ има 49 мандати, дуи 10, БСП, Алијанса на албанците 3, ДПА 2. Во овој парламентарен состав нема народни избраници од диаспората поради недоволен број освоени гласови. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Груевски викендов во интервју за весникот Дневник рече дека ќе се обиде да состави влада, но не по секоја цена. Ќе се обидам да составам влада, но не по секоја цена. Ако се оди по досегашните воспоставени принципи во Македонија, би требало да составам влада. Ако се прекршат, се е можно. Ако ВМРО-ДПМН како победничка партија биде изиграна од ДУИ, независно кои ќе бидат причините за тоа, бидете убедени дека ВМРО-ДПМН ќе се врати на голема врата во владата и тоа најмалку 2 мандата поред. За мене најважни се интересите и на македонците и на сите граѓани на Македонија, вклучувајќи ги и албанците, вели Груевски.